Канцеларијата на градоначалникот на град Скопје денеска објави дека ќе ги отвори своите простории за сите граѓани кои имаат проблем и сакаат истиот лично да му го пренесат на таткото на главниот град Гоце Трајановски. Но наместо ширум отворени порти за она што беше најавено како отворен настан, едва и 30 на граѓани дојдоа во просториите на град Скопје и тие повикани лично преку службите да дојдат. Од оние кои низ месеците доаѓале да се пожалат, градоначалникот направил селекција на оние кои ќе ги прими. Како ги информирате граѓаните со средбите за отворениот ден? Како знаат дека денеска, например, петок е отворен? Граѓаните ги информираме, значи со тоа што самите граѓани доаѓаат во отворената канцеларија, голем број на граѓани доаѓаат, бидејќи ние имаме и предна канцеларија во која што работат тројца луѓе од градот Скопје и од тие луѓе кои што таму доаѓаат, значи ние од тие луѓе правиме селекција на оние кои што се како да кажем, на кои што највеќе им е потребно, на кои што сметаме дека не може да го решат со службите, во тој случај и она што е до нашата надлежност, во тој случај ги викаме дел од тие граѓани. А граѓаните, на оние на кои навистина им се отворија вратите на отворениот ден со градоначалникот, со најразлични поплаки до него. Со угостителството во старата скопска ќаршија, за терасите, што ние сме уредници плаќаме, а не сме заштитени. А другите што не плаќат се позаштитени од нас. Пошто ние имаме одобрение добиено овде од градот, а не сме заштитени, другите го користат, не ни го ослободуваат нашето место што плаќаме. Ме интересира за нашата локација во Газибалва, односно местна заедница Пирамидница, да видиме таму до каде е стигнат, дали има некои промени и тоа и за некој текун не одржава. Имаме голем проблем, не видиме работа. Немаме вода. Вода немаме. Се направи некој проект, се направи нешто, но водата течеше дали пола година нема вода. Еден дел од Кучково сега има вода, не знам советникот колку е запознат. Имаме се вода, другите малце што сме на погорната висина никако вода нема. Сепак Трајановски посочи дека со граѓаните не се среќавал само на отворениот ден. Сите граѓани кои ќе дошле и побарале средба, тој зависно од итноста на нивниот случај, ќе одлучел кога ќе ги прими.